Добро вечер, Охрид, добро вечер, Демократи, добро вечер, Македонија. Денеска 16 декември 2023 година. Јас имам обичај да го споменувам датумот и времето и местото каде што се наоѓаме, затоа што, како што го прашав председателот, едноставно ништо што е етички и што е морал во една секоја нормална земја скоро не функционира кај нас. Значи не функционира една етика да некој ако предложи, ако ништо друго, одлично е, ако дојдат ВМРО на власт, нека дојдат на власт, меѓутоа нека кажат, демократи предложија и демократи имаат како да го спроведат тоа, еве ние ќе се заложиме исто за тоа. Вчера го слушнав на дебатна емисија господинот Павле Трајанов, ја спомнува Македонија како една изборна единица. Кажа дека на средбата која се одржа во крајно некоректен момент, која беше обелоданета трагедијата со Жежовски и со малата Вања, тие одржа седница, договор на партиите кога ќе бидат изборите. И господинот Трајанов рече дека он предложил да биде една изборна единица Македонија, меѓутоа не добил одговор од никого релевантен на таа седница. Тоа е невозможно. Директно се обратил према Али Ахмети, Али Ахмети едноставно го пречител тоа. Значи, демократи се познати по тоа што веќе 5 години се борат за една изборна единица и за слободни изборни листи. Што значи слободни изборни листи? Тоа е многу значајна работа. Значи, ако не може Македонија да биде една изборна единица баш во овој момент или за овие избори, а ако ништо друго може да прифатат слободни изборни листи, со кои, ако еден познат научник од Охрид открил нешто, создал доверба, луѓето веруваат, знаат за него и во Крива Паланка, и во Скопје, и во Гевгелија. Некој ќе гласа во Гевгелија, некој ќе гласа во Скопје, некој ќе гласа во Охрид и тој ќе стане претеник. Значи, тој ќе предлага некои конкретни работи од негово искуство, од негово знаење и ќе може да допринесе за Македонија. Јас ова го кажувам затоа што лично знам еден научник кој е светски научник. Буквално е отиден пред американците и пред кинезите во една супер нова технологија. Значи, ако имаме ние такви слободни изборни листи, сосема друга ќе биде работата. Значи, сето тоа што се споменува, а ние што го најавуваме веќе со години, и што особено председателот Јорго Оглиновски го знае тоа, затоа што живеел во земја која едноставно се уште е најнапред во целиот свет. Соединетите американски држави, наш стратегиски партнер, кој ни отвори и трговски односи да имаме одлични. Исто тоа би сакале да го направиме и со Европската Унија. Не мораме ние да исполниме 1500 услови што не се бараат од ниједна земја за да пристапиме кон преговори. Тоа е исто одлично искуство и го кажувам затоа што уште 95-та, 96-та, 97-та година ние работевме проект со Светска банка, значи социјални реформи во Македонија со 5 министерства и Македонија веќе беше скоро спремна да ги почне преговорите уште пред да се формира Европска Унија. Значи заедно со Словенија бевме најнапред, а сега на жалост сме најназад. Затоа овие работи се многу важни да се споменат на време, затоа што не преостанува многу време. Ова што го предлагаме ние демократи да се формира фронт и што го формираме фронтот за спас на Македонија, е веќе крајно време да се придржат и сите овие што ги споменаа претходните говорници, и невладини организации, и здруженија, и граѓани кои сакаат да допринесат, има ни се јавуваат и од странство што не поддржуваат. Значи, крајно време е да се придржат со било каква идеја, со било каква помош во смисол да креативно да допринесеме, затоа што сега веќе немаме време, државата едноставно се распаѓа и агендата е таква да оваа држава са некои сили сакаат да ја уништат,
Дали тоа го прават свесно или несвесно, дали го прават од лукративни цели, да се збогатат и да заборават на гранката на која седат и ја сечат, тоа не е важно веќе. Важно е да заклучиме дека едноставно сите системи пропаѓаат. Лично од тоа што знам од пензискиот фонд, значи веќе е стигнато до 51% од буџетот на државата да се преместуваат во пензискиот фонд. Знаете ли тоа што значи? Дека за неколку години ќе нема пензии. Ако вака продолжи, ако се иселуваат младите, ако нема индустрија, ако нема продукција, ако нема подобрување, значи тие работи што сакаме да ги објасниме дека Македонија има потенцијал. Ако биде ослободена од камчите на заробената држава, што е карактеристика на диктаторски држави, ние не би смееле да се дозволиме да сме таква држава, затоа што како членка на НАТО и аспиранти за Европска унија и земја која има специјална соработка, значи соработка со Соединетите американски држави, ние не би смееле да не карактеризираат како диктаторска држава, затоа што заробена држава или хибриден систем, тоа е диктаторска држава. Значи во диктаторска држава нема напредок. Ако пензионерите што ќе останат овде и тие немаат пензија и не може да ги издржуваат ни своите најблиски, тогаш пропаста е неминовна. Не мора никој да не уништува од страна, самите себе си се уништуваме. Затоа секој мој настап во било кој град луѓе ги поминавме сите граници. Нема да споменуваме више ни вакви линии, ни онакви линии, него едноставно времето ни истекува. Ако не се придружите кон фронтот за спас на Македонија, иницииран и предводен од демократи, и би биле уште посретни ако се придружат што повеќе луѓе со своји идеи, со своји креации, за едноставно може се уште нешто да се промени. Ако ништо друго, може да се промени Републичката комисија, да направи еден надзор, да видат изборите, барем да не бидат до таа мера криминални како што беа до сега. Значи да имаат шанси сите граѓани да гласаат за тие што сакаат да гласаат, не за тоа што ќе одлучат во партиските штабови меѓу себе. Затоа што во време на информатичка индустрија, значи е смешно да се пребројуваат гласови еден ден, 2 дена, па да одлучуваат комисии, па да одлучуваат разни институции. Тоа е навистина би било смешно ако не е трагично. Сега апелираме да се воведат системи со кои ќе се контролираат системите и тоа на гласање. И тоа ги замолуваме нашите партнери да допринесат, да ни помогнат да ги спроведеме овие избори како што треба и да граѓаните имаат право да гласаат за тие што мислат дека треба да гласаат. Тоа би била мојата порака од демократи, од Фронтот за спас на Македонија, да се придружат и да ни помогнат нашите партнери да го спроведеме ова.